Добро вечер, почитувани гледачи, во уште едно издание на дебатниот магазин Клик Плюс на телевизија 21, со мене Љубиша Цветковски. Влегуваме во исклучително ризична фаза во која вирусот е широко распространет и можноста за заразување е голема. Вака пред продолжениот викенд се обрати министерот за здравство Венко Филипче на Фејсбук, барајќи уште еднаш максимално да се почитуваат мерките што ги предлага надлежната комисија за заразни болести. Од друга страна, има реакции од ВМРО ДПМН кои велат дека мерките кои министерот Филипче и комисијата за заразни болести ги донесоа во изминативе денови, а и месеци наназад, се тотално промашени. Колку се промашени мерките, што треба да се направи, како ќе се справиме со пандемијата која не само во Македонија, туку и во регионот и во Европа зема се поголем замав. Вториот бран дојде многу порано, велат некои, но некои велат дека воопшто и немаме втор бран, туку продолжување на првиот бран, бидејќи бројките секојдневно се зголемуваат. Денеска се регистрирани 640 ново инфицирани, од кои 12 се починати, стои во статистиката од Министерството за здравство. Колку овие бројки се реални, колку испитувањата, тоест тестирањата покажуваат присуство на вирусот, како да се заштитиме од истиот, но што предлага еден од најпознатите епидемиолози кај нас, професорот Вело Марковски е гостин во Клик Плюс. Професоре, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Мала исправка, инфектолог, тоа е многу различно од епидемиолог, да. Да. Вие сте и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Влегуваме во исклучителна ризична фаза, вели министерот Филипче. Што сметате вие? Па добро, сега треба да се вратиме малку наназад. Ако сега влегуваме во ризична фаза, да видиме како ќе дадат бројките, тогаш што се случуваше во изминативе 6-7 месеци. Ние постојано бевме во пресија дека е страшно, дека е крај на светот, дека сите ќе се разболеме, не знам колку ќе умрат и така натаму, и за жал не се слушаше науката. Во многу емисии јас кажував и некои други колеги дека тоа што ни се случуваше, да речеме април, мај, јуни, кога имавме по 20-30 заболени, не е карантинска болест, не е страшно, не треба вакви мерки, значи науката остана глува. Што се случува сега, не знам, мислам дека повторно ќе имаме проблеми, првин со транспарентноста, второ со вклучување на науката. Почнуваат есенските и зимските месеци, сезона е на респираторни инфекции, така да многу ќе биде лошо ако сите респираторни инфекции сега ги ставаме во кошот на ковид. Навистина ќе треба многу мудрост, многу знаење, планско работење, обука на или семинари, симпозиуми кои требаше досега веќе да бидат завршени, да бидеме доктринарно спремни, бидејќи туку учествуваат и матични лекари, и интернисти, и пулмолози, и инфектолози, значи анестезиолози, повеќе гранки, и требаше да имаме некои добри доктринарни ставови, поготово за диференцијална дијагноза на овие најчестите горно респираторни инфекции. Да, бидејќи науката познава над 500 вируси и бактерии кои предизвикуваат инфекции. Но како да ги разликуваме, особено сега кога имаме пандемија? Па видите, треба да ги разликува науката. Луѓето кои се стручни, меѓутоа за жал реков не е само кај нас, во најголемиот број на европските држави и светски, западот и нема некоја јака инфектологија, они се повеќе на таа интервентна медицина фокусирани. Не се вклучени луѓето кои се најостручени во горно респираторни инфекции, и тука ќе имаме проблем. Ќе имаме голем проблем, бидејќи науката може. Тие 3 синдроми, ако имаме време, можеме повторно да ги објасниме. Најголем проблем ќе прави сега грипот,
ќе прави обичната настинка, нели, покрај коронавирусите, односно коронавирусите се на 4-то место, најпрви се аденовирусите, респираторен синцитијален вирус, параинфлуенца, па тука доаѓа веќе алфа коронавирусите кои може да дадат обична настинка. Над 200 риновируси даваат обична настинка. Значи, нормално било, вообичаено во сезоната да имаме барем 3 до 4 епидемии со вакви настинки, дали со дриновируси, дали со аденовируси и така натаму. Тука сега имаме и некои атипични бактерии, како што се хламидија, микоплазма, кои исто така даваат во својата слика и горно-респираторен синдром, значи идат слично како настинка, меѓутоа тие одат за разлика од ринитот кој нема, во главном нема температура и не бара отсуство од работа, не бара некаде до сегашните искуства се дека 30% од населението ќе се инфицира од таа епидемија од ваков еден горно-респираторен вирус. Да, а како да ги разликуваме, професоре? Како ние самите може да се заштитиме и да знаеме, да објасниме и за гледачите, бидејќи навистина се создава паника кај населението, бидејќи со едно благо течење на носот или благо зголемена температура веднаш се мисли дека е коронавирус. Значи, во принцип не треба народот сам да се лекува и да се поставува дијагноза, меѓутоа влеговме во една таква фаза, во еден општ хаос. Значи, генерално има некои правила кога можеме релативно лесно, зборувам за стручни луѓе, да разликуваат грип од настинка. Значи, настинката од прв ден почнува со катарални знаци, течење, кивање, кашлање, солзење на очи, гребење на грло, може да има чувство на малаксаност и спретепаност, меѓутоа нема температура, или ако има температура, таа оди до некои 37,5, значи 37,8 субфебрилни вредности. За разлика од неја, грипот иде првин со висока температура и првите 2 до 3 дена нема течење, но нема катарални знаци. И тоа е најлесно разликување на грип од настинка, нели? Бидејќи грипот покрај висока, значи доминираат знаците од општиот инфективен синдром. Висока температура, главоболки, малаксаност, чувство на испретепаност, поспаност и така натаму, болки во грло, печење, значи и после 2 до 3 дена ќе почнат тие катарални знаци, кивање, течење од нос и веќе станува на лекарите јасно дека, односно кога имаме епидемија, на овој начин можеме да препознаеме грип. Значи кога се изолирани случаи се многу потешки. И тој катарус фебрилис респираториус, реков, најчесто се микоплазма и хламидија, може тука и легионела и некои други бактерии, коксила и така натаму, и тие се поретки идат друга епидемијата кај нив. Там микоплазмата, они одат од прв ден и температура, имаат и катарални знаци. Ете, таа е некоја клиничка разлика со тоа што понатаму се прави лабораториски анализи и во тек на денот самите лабораториски анализи ќе кажат дали во крвта имаме промени кои одат во прилог на бактерија или одат во прилог на вирусна инфекција. Значи, без таква лабораторија ние не можеме да направиме разграничување, затоа што бактериските инфекции ќе покажат C-реактивен протеин, ќе покажат седиментација на еритроцити, ќе имаат зголемени леукоцити, додека вирусните инфекции ќе имаат мирен CRP, мирна седиментација на еритроцити, а ќе се зголемат лимфоцитите во таа периферна размазка. Тие се груби некои ориентации кои можеме да ги разликуваме. Понатаму, треба сето тоа да се потврди со серолошки тестови. И сега е моментот кога ние веќе навистина треба да се ослониме само на серолошките тестови, бидејќи има тестови, веќе треба да почнеме да тестираме и за другиве болести. Значи, поготово веќе крај на октомври, ноември или декември многу често сме имале епидемии со микоплазма пневмонија. Таа, реков, многу тешко се разликува, така да со тие серолошки тестови веќе треба да правиме, и ако почнат да ни се појавуваат позитивни. Значи сега овие со PCR технологија само за корона што се прави е голема грешка. Први, веќе неколку пати објаснуваме дека самата метода не е добра. Значи може да даде лажно позитивни, лажно негативни, X работи, ако сакате, посебно ќе објаснуваме. Сега, значи, мораме ние да размислуваме и на другиве. Покрај овие се, нели, тука можат да прават забуна и стрептококни инфекции, значи бактеријски, кои исто така можат да дадат тонзилит, фарингит, нели, синузити и така натаму, што исто можат да прават забуна.
Дали со земањето на бриз и со резултатот позитивен, пациентот е болно лице? Не, не. Значи, потребно е, дури и СЗО во претходните епидемии со SARS-1 и со MERS, бараше двете методи да се користат. Значи, да не се користи само PCR технологија, без серолошки тестови. Значи, оваа PCR технологија многу сериозни научници во сериозни научни списанија се успорува, бидејќи таа не е за вака масовна употреба. Значи, методата е суптилна, бара, да не одиме што ние не ги исполнуваме и останатите критериуми во почетокот што ги наложи Светска здравствена. Ако веќе одиме по доктрините. Значи, они побараат да има инструктор во секоја лабораторија, инструктор кој ќе има претходна обука. Значи, тие лаборатории да бидат навистина опремени и побараат да имаме потврда во тие некаде, во тој момент сега не знам колку се, меѓутоа беа околу 17 лаборатории на ниво на свет, референтни во кои сега, кој ќе добиете вие во една држава, нели, во еден град, некаков позитивен резултат, тој материјал да се прати во тие лаборатории и тие да го потврдат. Значи, јас мислам дека тоа ние не го правевме, меѓутоа, без разлика на тоа. Значи, оваа PCR технологија открива секвенции на вирусот, не жив вирус. Значи, затоа не мора да значи болест. Можно е, меѓутоа можно и вирусот да е надвор, бидејќи брисот се зема од надвор од телото. Да. Од секрети кои се веќе исфрлени од телото. Значи, вирусот може да постои, значи, колонизација, постои случајна средба, постои инфекција и постои инфективна болест. Тие се тие 4, кога ќе навлезе вирусот веќе во организмот, тоа е инфекција и таа веќе може со серолошки тестови да се докаже. Не мора пациентот да има симптоми, меѓутоа имунитетот ќе си реагира, а кога ќе има симптоми таа инфекција, веќе тогаш е болест. Значи, самото позитивност без симптоми секако не е болест, можно е да е инфекција, меѓутоа не мора да значи. Ако имаме пациент кој има вакви горно-респираторни инфекции, можно е и да е инфекција од некој друг вирус или друг причинител. Настрана тоа што излегува исто сериозни научни трудови, каде што кажуваат дека една од тие две секвенции, најчесто нели овој тестот бара две секвенции, ја има секоја клетка од човековото тело. Значи, тука веќе навистина се става под големо сомнение и никако нема оправдување. Некаде беше околу 740 милиони теста направени се во светот со таа PCR технологија. Потрошени се огромни пари, значи понекаде ако земеме 100 евра просечно, тоа се околу 74 милиарди само за овие тестови и мислам дека ако барем еден дел од овие пари се потрошија во друга насока, во други диагностички протоколи, ќе се дојдеше до многу подобра диагностика. Па дури веројатно ќе се дојдеше и до патогенезата и до причината за смрт, ако се потрошија барем 10% или 7 милиарди, да се огромни суми на пари. Што предлагате, мислам, кој е вашето размислување, бидејќи сега и мене лично ми отворивте една друга дилема. Ние со земањето на PCR тест и со добивањето на позитивен резултат, лицето го оставаме во изолација, го третираме како болно, без симптоми, а во принцип, од ова што вие го кажавте, колку што можев да разберам, ние го третираме како болно и е во изолација. Значи, колку е оправдано ова или треба и други анализи да се направат за вистински да се докаже дека лицето е болно? Ако некој нема симптоми, тој не е болен. Значи, симптомите се знак на болест. Дали имал инфекција, значи треба да направиме со серолошки тестови. Ако он покажал антитела, значи имал асимптоматска инфекција од SARS-CoV-1, меѓутоа немал симптоми. Значи, без да има симптоми, а е позитивен, тоа не значи ништо. И сега имаме тука, од самиот почеток, нели имаме несогласувања. Во почетокот се водеа кластери како да се работи за карантинска болест, па се правеа изолации на луѓе и така натаму. Иако е спорна и таа инкубација сега се вика дека од 2 до 10 дена. Меѓутоа, еве од мои искуства, од контакти, од пријатели, од блиски или по овие електронски медиуми што бараат помош, значи има многу нејасни работи. Има луѓе кои биле позитивни со симптоми,
лежеле во болница, 2 пати позитивни, нели, на крај 2 пати негативни, нели, тоа беше протоколот, се испишуваат дома, доаѓаат на контрола после недела 2-3 се повторно позитивни. Или еве мои роднини месец дена се без симптоми, освен првите 4-5 дена на овој, нели, што има некакви лесни симптоми, нејасни, прашање дали има, и сега месец дена овој цело време се позитивни и до кога, значи нема оправдување. Сето тоа оди во прилог дека оваа метода не е добра. Значи можеби фаќа, можно и да се случи од некоја нормална флора, некоја секвенца на тие аминокиселини да се совпадне заедно со овие и да кај некого постојано покажува дека е позитивен. Значи ако нема симптоми, значи оваа метода не покажува болест. И тука имаме голем проблем, да ние цело време позитивните ги кажувавме како болни. И си направивме огромна економска штета, си направивме огромна штета и во однос на околните држави. Ние бевме затворени, не примаа на одмор, не примаа во Грција, затоа што ги кажувавме по 300, по 400 болни, а тие беа позитивни. Ние болни у тој момент, негде август месец, имавме по 20 до 30 дневно. Значи перцепцијата кој ќе кажете дека имате 20 болни во една држава од 2,5 милиона, е сосема друга, друга е кој ќе кажете имаме 300-400 болни. Што велат вашите искуства, како земјите од регионот или од Европа го третираат и тие на овој начин, професоре, ги откриваат инфицираните од COVID-19 или имаат друг метод? Значи, не, некои од државите прават големи серии со серолошки тестови. Бидејќи бројките што ги прикажуваат реално исто се високи, не се само тука во Македонија. Значи има варијации, имаше период кога некои држави воопшто нема или има многу малци, сега имаат некоја бројка и повторно ќе речем, можно е ние сега да имаме, односно некои вакви бројки. Видите се, ако беше ова грип, ајде да се вратиме, мислам многу е практично за објаснување. Ако имавме грип, еве ја ги гледам емисии од ваши новинари од минатата година, од претходната година, кои прават огромен притисок на комисијата зошто не прогласувате епидемија со грип. Има толку умрени, дури повеќе имаше умрени, нели, во тој период. Значи не се прогласуваше епидемија затоа што бројките се, нели, некои стандарди за да се прогласи епидемија во некое подрачје од грип треба да има најмалце 3 до 5% зафатени. Еве sad додиме на тие бројки. Ние во ниеден момент немаме толку зафатени. Значи ние некоја бројка од 3 до 5% е да речеме во некој месец ние треба во Македонија да имаме 80 или во некои 2-3 недели 80.000 или 100.000 заболени и тогаш е тоа веќе права епидемија. Тогаш веќе треба да се размислува за вакви некои драконски мерки. За случаи кога имавме по 20, по 30 на ден, по еден умрен, па нема, значи апсурдно беше да се земаат такви карантински мерки, затварање, вонредни состојби и така натаму, си направивме огромна штета. Значи ова сега што почнува можеби е почеток на вистинска епидемија. Ова до сега не беше. Значи по бројките. Но и земите во Европа и во светов преземаат такви мерки. На што се должи тоа, бидејќи Светска здравствена организација тоа го предлагаше мерки, протоколи на однесување. Значи, Светска здравствена организација, сега зборуваме малку за неа. Значи, не значи дека они не користат многу експерти, не навлегувам во шпекулации дали прават намерно или ненамерно, меѓутоа, у моментот на 11 март, нели, која прогласија пандемија, гледајте ги бројките во светот. Значи, не е ова со такви бројки... Осем Кина, Вухан, што имаше... Пак беа илјади, како да кажам. Значи, на ниво на свет, они прогласија пандемија. Прогласија на цел свет. Значи има региони кои уште не се далеку себе и дури и кај нас, викам, процентот од 3 до 5% е далеку. Значи во цел свет сега имаме некаде околу 40 милиони досега, ако тие се сигурно повеќе, бидејќи кога имаме грип ние не ги тестираме сите, они се само тестираните. Меѓутоа ако одиме по таа логика, 40 милиони во светот, колкав е тој процент? Во однос на 7 милиарди. Значи, уште не сме исполниле услови, ако веќе поминале 9 месеци, тие оздравеле активни случаи, мислам дека се околу 9 милиони во светот. Не се исполнати критериуми за прогласување на пандемија. Зошто СЗО го направи? Тоа не знам. По инерција, значи светот е навикнат кога се справува со вакви респираторни или други епидемии, пандемии, плеймейкер водич е СЗО. Значи, светот финансира во таква една организација
И од таму доаѓаат доктринарни ставови, од таму доаѓаат, нели, и затоа сите држави генерално ги прифатија тие мерки. Меѓутоа, видовме ние многу брзо, некои од државите се откажаа, видоа дека критична маса имаше, тоа се Соединените американски држави, сега гледаме Германија веќе воопшто, дури и СЗО веќе се повлече, немаме секој ден, нели, доктрини така натаму, бидејќи они пред тоа многу имаа контрадикторности, видоа дека всушност направија веројатно и многу грешки и многу од државите веќе си имаат своји стратегии. Сега зошто остана по инерција во поголемиот дел? Прашање Добро, за анализа. да се вратиме на нашата македонска стратегија. Дали ние имаме стратегија, бидејќи зборувавме и глобално, глобална беше пандемијата, моравме да се прилагодиме, да ги применуваме мерките и протоколите. Што сега кога барем според бројките и според ова што е ситуацијата на терен, и вие самите рековте дека сега сме во екот на пандемијата. Што треба сега да направиме? Значи, јас не реков дека сме во екот. Може би сме сега на почеток. Значи, јас реков дека да беше грип, ние требаше да имаме 80.000 во 2-3 недели заразени, да речеме имаме епидемија со грип. Очекувате дека бројот може да се зголемува? Не знам, ќе видиме. Значи, тоа се многу тешко може да се превиди. Први ние не знаеме колку имаме заштитни антитела, дали ќе прекине, дали ќе продолжи и така натаму. Дали имаме ние стратегија? Немаме. Значи, во ред беше првите 2-3 месеци, бевме сите во паника. Нели, цел свет беше во паника, седи дома, тоа беше стратегија, иако имаше држави, Шведска, Белорусија, некои можеби други што не ги знаеме, одма си фатија друга стратегија базирана на науката. Нели, досегашната наука, инфектологијата, барем 200 години. години. Поделени се мислењата за шведскиот модел за колективен имунитет. Зошто? Кај се поделени? Кај кого? Шведска веќе со... Барем она што... Не, беа на почетокот. Меѓутоа, Шведска веќе со денови нема нула ново заразени, нула умрени, нула активни, така натаму. Они си завршија. Они сега следнава сезона ќе немаат никаков проблем. Не си ја уништија економијата, си ги водат, нели, нормално, веројатно, другите не имаме са проблеми, имаме малигни заболувања, имаме хронични заболувања, имаме куп болести кои фактички ги запоставивме. Ние во ваја паника, односно веќе после првите 2-3 месеци веќе не е паника, веќе е хаос. Така да окей беше првите 2-3 месеци и нашава, нели, комисија така наречена која не е државна ја прифати таа стратегија. Меѓутоа ние и после 7 месеци останавме нистата стратегија, односно нистите мерки. Тоа не е стратегија. Значи седи дома, затворај, што сакаме да постигнеме, не кажуваат. Со која мерка што сакаме да постигнеме, не се кажува. До кога ќе трае, повторно не се кажува. Значи, за да се направи стратегија, видите сега, ние предложивме една односно јас ја предлагам цело време таа комисија, од почетокот, уште не знам кога првин која беше водена состојба, предложив председателот. Напомена во најавата дека сте од неодамна и член во извршниот комитет на ВМРО ДПМН и имавте средба пред неколку дена со министерот за здравство Венко Филипче, на кој му предложивте формирање на една ваква државна комисија. Што беше одговорот него? Значи, и зашто разговаравте? Вака, да речеме, јас сум многу нов во политика, меѓутоа како човек без разлика колку сум, јас сум в принцип многу отворен и многу искрен. Така до тоа што го разговаравме, за тоа што после 2-3 сата излегува соопштенија или по медиум или од PR агенција, јас бев запрепастен. Значи, ние се побара помош, еве, мислев дека ќе се побара и стручна и било каква помош. Во тие разговори, нели, јас немав, нормално кажав дека неам мандат партиски, јас кажувам како поединец, како стручен, како можам да пренесам, и ние седнавме со пратениците лекари за да го видиме тој закон. Но тој закон ние не видовме ништо суштински. Нели, тие права владата си ги има, да си носи какви сака мерки. Значи, воопшто нема во тој закон мерки носење маски, не носење маски. Значи, имаше у првиот член на приватните здравствени организации да им се забрани да лечат болни со ковид, освен само тие у терминална фаза. Така да суштински, меѓутоа, впечатокот е дека они се задоволни од тоа како одат резултатите кај нас, дека не се многу умрени, дека многу убаво се справуваме со кризата. Тој е впечатокот, а околу оваа комисија која јас без разлика на партиската функција,
ја зборувам и пред да биде оваа пандемија, бидејќи сум бил по функција у таа комисија 4 години која бев директор на клиниката, и таа комисија, значи, има многу аномалии. Тоа сум го зборувал многу пати и вака, и можеби во медиуми сум го нудел дека мораме да се спремиме за евентуална со нова стратегија, нова комисија. Значи, една државна комисија, а не советодавна. Значи, која е многу огромна разлика е. Значи, сега имаме комисија од 20 на члена, каде што има и ветеринари, и педиатри, од секакви специјалности. Значи, на почетокот на мандат министерот си прави комисија за заразни, за сите заразни заболувања. Не знаеме дали ќе имаме една, две, повеќе епидемии и пандемии, и се ставаат повеќе структури. Во ваква една ситуација требаше да изреагираме сега да направиме комисија само за оваа пандемија, бидејќи оваа пандемија нас не чини многу, и економски, и здравствено, и по живот, и се. Значи, и тоа јас го предлагам и цело време, и мислам дека владата треба да си има своја комисија. Ние предложивме стручно тело кое нема да биде големо, тројца инфектолози, во овој случај бидејќи ние не баравме партиски луѓе да влезат и не смее да влезат партиски. Значи, поголемиот дел... Да, кога се работи за здравјето на граѓаните, партиите треба да ги тргнат рацете. Значи, да не биде важно. Значи, поголемиот дел првин од здравствените работници се аполитични. Се трудат да не се занимаваат со политика. Меѓутоа, некои ако се занимава со политика, ние во такви комисии треба да гледаме, мала држава сме, се знаеме кои се во таа најстручна област, без разлика каква е нивната партиска припадност. Значи, ние предложивме дека сега треба да има тројца инфектолози, најверојатно најдобро е да бидат инфектолози кои имаат барем 10 години работено со респираторни инфекции. Ние имаме 7-8 луѓе квалитетни такви инфектолози во Македонија што работеле бар 10 години со респираторни инфекции. Покрај нив да има двајца микробиолози, двајца епидемиолози, имунолог, интернист и по функција министерот за здравство и директорот на овие за цивилна заштита. заштита. Професоре, слушам внимателно кога ги кажувате бројките за специјалисти од областиве. Зошто се толку мали бројките? Не се интересни овие професии кај нас во здравството или на светски рамки бројот на инфектолози е многу? Вака са, не се малку. Значи, зборуваме... 7-8 инфектолози со 10 годишно искуство зборувате. Зборуваме за респираторни. Респираторни. Значи, тоа се... Значи, клиниката има од прилика десетина оделенија и се трудиме, иако тоа не мора да значи, немаме фактички субспециализација, меѓутоа се докторите на некој начин субспециализирани. Значи, долго време работат на иста патологија. На иста проблем, да. Значи, имаме две оделенија за респираторни инфекции, па за цревни инфекции, па за зоонози, па за хепатити, за менингити и така натаму, значи интензивна нега, и отприлика тие луѓе работат. Не се малку во една Македонија, бидејќи Западот ги има многу помалци. Значи не е инвестирано. Значи ние имаме на клиника сме имале околу 30-35 луѓе. Проблемот е што сега поискусните инфектолози веќе се пред пензија или во пензија, имаше во еден период вакуум, не се прима лекари, меѓутоа овие луѓе не се искористени. Тие што зборуваме 7-8 во Македонија инфектолози со специјалисти кои долго работеле со респираторни инфекции, факт е дека не се искористени, и би продолжил кој е поентата, зошто ни треба на владата и треба таква една комисија кога ќе има пандемија, значи таа било која влада, тој закон би се донесол за следните, не знам, 15-20 години. Значи не е битно која влада. Значи владата да си предложи своји експерти, собранието да ги потврди, да стане званична државна комисија. Значи, кога вие сте советодавна комисија на министерот, прво, сите тие луѓе се на некој начин по хиерархија под министер. Значи, има таму директори кои, ако нешто нели може, ја не викам дека ќе го направи, меѓутоа се плашат дека ќе бидат сменети, дека ќе се замерат и така натаму. Ваква една државна комисија, незините одлуки би биле задолжителни. Значи, они би имале слобода да размислуваат, да бараат, да истражуваат, да се користат додатни информации, и сигурно со таква една комисија ние ќе немаме ваква поделеност меѓу народот. Тогаш мерките нема потреба да ги браниме ние со полиција и со 300 евра казна. Значи, кога една ваква стручна комисија би предложила мерки, ние гледаме дека сега имаме мерки кои некако не ги прифаќа народот. Може мерка сега носење маска на отворено да. Значи како да ја прифатиме таа мерка? Кој ќе ја прифати? И што е целта на таа мерка?
Значи, нема објаснување, што сакаме да постигнеме. Сметате дека мерката носење маска на отворено не треба да Не се само што не треба. применува? Значи, сега пак ќе речем, они имаат право и сега може да си ги носат тие мерки, меѓутоа прашање се колку ќе се прифатат. Не само што не треба. Носење маска, нели? Значи, ние и досега имавме носење маски на отворено кога имавме јавен собир. Така? Значи, се прави митинг, не знам што, сите носат маски. Тоа е и до сега беше. Сега одеднаш се нешто се менува дека некој може и кога шета и не знам што, иначе се прави забуна. Првин таа мерка треба да им биде јасно и на најобичниот граѓанин, меѓутоа и на полицајците кои или инспекторите кои треба да спроведуваат. Ваква една мерка која е нејасна, значи може да направи хаос. Самото носење на маска на човек кој е на отворено, на воздух, значи ајде да тргнеме вака. Најмалку 7% од населението во светот е со астма или хроничен бронхит. Замислете на таков човек сега вие кој од 2 дише да му ставите маска. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем, постојано милиарди микроорганизми ние со зборување, со кивање, сфрламе од организмот и така се прилагодил нашиот организам да се бори со микроорганизмите, со нормална флора и со исфрлање. Сега одеднаш ние правиме нова состојба. Значи сега тие микроорганизми остануваат, не можат да се исфрлат, повторно се вдишуваат и голем дел од медицинскиот персонал што доби пневмонии, се пневмонии поради баш таа причина. Пошто 20, не знам колку работат денеска дежурни, цело време тие бактерии уместо да ги сфрлат, тие се тука и ќе ги вдишат. Да не зборуваме дека белите дробови се главниот пуфер, односно контролор на пеха на крвта, значи на таа ацидобазна рамнотежа. Значи сега и тоа го компрометираме. Со самото тоа видовме деца некои настрада затоа што возрастен човек кој ќе види дека се гуши ќе тргне маската. И дете од 7 години или од 8 ако му е речено не смееш да тргнеш, тоа нема да тргне. Па ќе се онесвести или ќе влезе во ацидоза, во алкалоза и така натаму и секако тоа дишење во напор го оптеретува срцето, нели, крвниот притисок, така да носење на маска кај што е штетно на отворено зборуваме. Друго е кој ќе влезете на кратко во затворени простори, во продавници. И тој досега имаше, ако се оди на митинг, ако се оди во група и така натаму, беше маска. Да, кои други здравствени мерки ги предлагате вие од еве да кажем од ВМРО ДПМН, бидејќи сте член? Така, не. Значи, ВМРО, пазите се, значи, ВМРО ДПМН е во опозиција. Значи, ние можеме да дадеме мерки некакви, ако некој бара некаква помош и така натаму да учествуваме. И тоа ако не бара некој, значи ние неаме зошто да даваме мерки кога мерките си ги носи некој друг. Значи, затоа ние рековме нашата стратегија и без разлика ја нудиме. Сигурно нели ќе се смени за година, 2, 3, не знам, неколку месеци ќе се смени власта. Таа стратегија е иста. Значи, кој ќе би било ВМРО на власт, кога би имале ние епидемија и пандемија, повторно, овој закон би важил. Се прогласи ли епидемија? Не мора да е пандемија. Епидемија со грип, не знам, со туларемија, со било која болест. Се направи таква една комисија, владина комисија и таја ќе си ја брка работата. Значи, таа е стратегијата. Тие би носеле мерки, а не да носат партиите мерки. Затоа мерките ќе бидат лоши. Не може партиите да ги носат. Стручни луѓе, стручна комисија ќе си пратат тие луѓе, дури мислам дека можеби е добро и тие да имаат стален мандат тие луѓе, па постојано бидејќи може да се случи некоја пандемија да почне во Кина, кај нас да дојде за година дена. Не може да чекаме со таа комисија година дена кога е јасно дека ќе дојде. Можеби е паметно и стален мандат тие да имаат луѓе да си пратат, да носат превентивни мерки, вакцини и така натаму, за да се штитиме. Тоа е едно добро, квалитетно решение, државно заштитење од заразни заболувања. Тука не е битно дали е сега ВМРО или некоја друга партија на власт. Тоа е државна стратегија. Се повеќе, професоре, болниците стануваат полни со заболени од COVID-19. Во една прилика пред ден-два и директорката на инфективна кажа дека оние со лесни симптоми на COVID да се изолираат дома, да не доаѓаат на клиника. Вака, значи, целиот систем, ви реков, ние сме имале епидемии со грипи по 100.000, по 150.000. Теоретски не може да се примат во клиники. И во почетокот, нели, дури се тргнаа матичните доктори, па мислам дека
после една моја интервенција во некоја емисија, сватија дека бидејќи у тој момент ние со месец имавме многу малце, ние имавме 1/3 исполнетост на болниците и самото тоа беше доказ дека ние немаме проблем. Проблемот вештачки го ствараме. Празнити се болниците. Кога имаме епидемија, ние во болници ќе лежат исклучиво само тие што имаат пневмонија и други компликации. Значи, другите мора системот ние, затоа реков ни се потребни симпозиуми, не знам, тркалезни маси, не знам, обуки, да тргнат професорите по градовите, по центрите, затоа што тежината во вакав голем број, кога има, мора матичните доктори да ја. Значи, тие мора да се обезбедат со заштитна опрема, со лекови, со меѓутоа, они се тие што можат, например, ако имаме денеска, имаме 3-4 000 матични доктори, ако они видат по двајца се 6.000 луѓе. Ако 6.000 луѓе дојдат во клинички центар Скопје, ние државата отиде. Значи, ќе настане огромен хаос. Значи, и затоа викам, науката не е од сега 200 години така функционирало. Имаме ли епидемија со грип, ние веднаш знаем, имаме зголемени хоспитализации, имаме пневмонии, имаме менингити, имаме енцефалопатии, значи само најтешките случаи. И тогаш е оправдано, нели, сега ги проширивме и болничките капацитети, тоа е во ред. Меѓутоа, мора сега паралелно да се грижиме дали сега се сите овие со ковид, или ковидот придонесол за некоја бактеријска пневмонија, па да ги лечиме ко пневмонии, или пак сега некои од овие тестови ни кажуваат луѓе што се со микоплазма, со аденовирус. Значи, ние немаме јасна епидемиолошка слика што ни се случува. Која е терапијата што според и светски искуства е најпогодна за лекување на пациенти со COVID-19? Значи, тука имаше многу лутања. Кога се работи за вирус, ние до сега немаме антивирусен лек, значи поготово не, имаме неколку, меѓутоа за херпес вирус и така натаму, интерфероните за хепатити, за овие респираторни, горно респираторни и за SARS-CoV-2 ние немаме антивирусен лек. Бидејќи немаме антивирусен лек, ние треба да лекуваме симптоматски. Давањето на сега на антиинфламаторни лекови кои ќе намалат цитокинска бура, немаме цитокинска бура, потоа излегува дека уствари тие лекови биле 8.000 евра по пациент. Значи сега некој друг диктира доктрина, тоа се фармацевските компании. Значи, овој лек е антиретровирусни лекови кои се даваат за ХИВ вирусот. Значи, сето тоа е, како да кажам, непотребно и надворе од медицината. Значи, такви методи, па едно време кортикостероиди, па сумамед се даваат сега антибиотици. Значи, затоа викам, многу е битно да се разграничи дали е вирусна или бактериска. Ако е бактериска инфекција, јас спомнавме преска, направив, долго го работев еден водич за водење. Да, еден водич за лекување за респираторни инфекции, кој најдена огромна публикација. Така, значи, и интерес кај граѓаните. Целото моје искуство го ставив во еден труд, тој труд е објавен, очекувам уште 1-2 труда други да ми бидат објавени во престижни списанија, каде што баш тоа го, нели, видов дека ни е тоа потребно, дали ќе го искористат сега, јас тоа е на тие меѓународни бази кој сака може да го искористи, дали кај нас ќе се искористи. Меѓутоа таму ова што го зборувавме, јас еден пациент со респираторни симптоми за време на пандемија, како да се диагностицира и како да се води. Значи, ако е бактерија, да се доди доктринарно со тој антибиотик, тој по литература има најдобри резултати. Ако тој не даде резултат, да се оди со друг антибиотик. Значи, ако е чисто ковид, мора да се оди симптоматски. Да не се оптеретува со лекови за кашлање, за искашлување, со инфузии. Значи, ако е со лесни симптоми, доволно е мирување, некои витамини, нели, мултивитаминска терапија и ништо друго. Течности, чаеви, тоа што сме го правеле стално. Ако е компликација бактериска, да се види каква е, која бактерија, која е можен причинител и да се оди да се лекува бактерија. Ако падне во тешка, значи тука имам во тој водич кои се критериумите, прерано ги дававме во интензивна нега, не мора толку рано, да се остави време организмот да се бори. Ако се во интензивна нега, у кој момент да се стават на респиратори и така натаму. И сето тоа ќе ни даде по мене многу подобри резултати. Да, бидејќи вклучувањето на респиратор е меѓу со две острици или на механичка вентилација. Да, за жал на почетокот многу се става, тоа по инерција од Италија, каде што видавме затоа има најголема смртност, меѓутоа и кај нас во почетокот со колегите анестезиолози исто имавме некои дискусии.
не ги прифатија, меѓутоа многу брзо после 2-3 недели сватија дека да, оствари има голем отпор во белите дробови, мора да се зголеми тој притисок со машината ќе му вдиши, а пациентот претходно бил свесен и диши. Значи, организмот идеално си се прилагодил колку може да диши, колку е капацитетот на бели дробови. Се зголеми притисокот, тогаш алвеолите се прошират, пукнат и всушност се полоши тие мерки. Мислам дека тоа веќе се надмина, веќе исклучително ретко се ставаат, меѓутоа на почетокот се ставаат. Да, а на што се должи според вас, професоре, зголемената смртност, бидејќи и вчера и денеска имаме по 12 починати, но само во последниве 10 дена 77 лица се починати од COVID-19. Дали сите се починати од вирусот или пак некои други заболувања, па вирусот само ги зголемил шансите за смртност? Значи, недостасуваат податоци. Мора да се анализира пациент по пациент, човек по човек. Од тоа што јас го добивав како информации, многу од пациентите што има јасни бактериски пневмонии, од пневмонија се умира. 3 милиони луѓе во светот умираат годишно од пневмонија. И тоа е секоја година. Сега не знаеме дали оваа година ќе умрат 4 милиони, нели 3 плюс овој милион од ковид, или пак ќе умрат 3, што значи овие милион што и лани може би умреле, може би имало и лани некој таков вирус, ама било нејасно, сме ги воделе како пневмонии, значи тоа останува прашање, ќе покаже науката. Мислам дека премногу форсиравме ние да и на умрени од други состојби да им се бара тестирање, да се докажува, да се прави ПСР тест, и ПСР тестот не е реален, така да треба тие што ги работат овие пациенти да кажат, или односно рековме, значи ако следиме овие 7 месеци, гледаме дека има недоследност. Значи, истата паника се ширеше кога имаше еден умрен на ден. Значи, дури по строги мерки имавме, дури имавме вонредна состојба, карантини и така натаму, а значи имавме еден или некои денови со 0 умрени. Дали сега од овие пациенти поради повеќе тестирање умреле од други причини? Генерално, во првите 6 месеци, са не знам како е статистиката, ние имавме околу 1700-800 умрени помалце во првите 6 месеци, во однос на минатата година. Да. Значи сега, пак ќе речам, од пневмонија се умира, значи тука може би имаме зголемена смртност. Јас не викам, може би вирусот прави некои пореметувања во патогенетските механизми, гледаме дедимерите се зголемуваат, значи оштетува на фактори на хемостаза, на крвта и така натаму, и може би сето тоа придонесува, меѓутоа треба да се анализира еден по еден случај. Бидејќи има од тие трудови што беше многу случаи каде што на обдукција се води како умрен од ковид, значи со масивна билатерална пневмонија, меѓутоа на обдукција нема зголемени лимфни жлезди. Тоа никако не оди, значи од една мала пневмонија па околу медиастинумот е полн со жлезди, нели? Од било која локална инфекција, ангина се полни, нели, по вратот имаме жлезди. Се од масивна пневмонија инфекција нема жлезди. Или пак има случаи каде што имало пневмонија, масивна, билатерална, за 5 дена се прави контролен компјутер, нели пациентот оздравува, нема никакви последици. Сето тоа не оди во прилог, значи можно е вирусот да предизвикува некоја друга состојба интернистичка, некаква, значи на обдукција имаме многу течности, фактички лачење, нема жлезди, пневмоцити, сето тоа нема елементи, нели, кога се прават тие препарати на воспалителни елементи, така да вирусот постои, предизвикува нешто, меѓутоа сега пневмоније што умираат, треба да видиме зошто ни се ува, дали се сите бактериски или пак некоја друга интернистичка состојба, и тука мислам дека требаше да се концентрира науката, да ги разграничиме. Ние вака ставајќи ги сите, нели, умрел од сообраќајка, од не знам што, од карцином, ние викаме умре од ковид, не можеме наука да извадиме. Кога ние ќе ги поделевме бактериските пневмонии, ќе ги тргневме и ќе ни останеше еден мал број на вакви нејасни случаи, ние веќе полесно ќе најдевме механизам, интернистичка болест, некаква состојба, нешто кој ќе ги само нив кој ќе ги анализиравме. Кога ги анализираме сите заедно, ние не можеме да извадиме наука. Интересни тврдења, професоре, бидејќи се тоа што го кажувате се случува и во регионот, и бројките и во регионов што се нешто слични, барем процентуално како кај нас, земајќи ја Хрватска, Словенија, кои прогласија и полициски час.
Дали сметате дека со зголемување, со полициски час воведување би се намалил бројот на инфицирани? Не зборуваме за заболени, бидејќи тоа го разграничивте на почеток. Така. Значи сега главен проблем е високата смртност кај нас. Имаме повеќе од 400 на милион жители. Просекот во светот е, мислам, 146 или 156 на милион жители. Тој е просек во светот. Значи, ние сме далеку над тој просек и тоа мене ме загрижува. Ми спомнавте Хрватска е околу 90 на Словенија е тука негде, Србија е тука негде, Бугарија е тука негде, Грција беше 33, па сега рипна на некаде 50 на случаи. Има, не знам, Словачка со 20 случаи умрени на милион жители. Значи, кога имаме ние вакви епидемии, не треба да не грижи вкупниот број на заболени. Односно, вкупниот број на инфицирани е 80% поголем од 20% имаат симптоми. Значи, тој број нас не треба да не загрижува. Дури ако е тој процент, колку е поголем, ние помали се шансите понатаму да се разболуваме, односно дека епидемијата ќе заврши. Меѓутоа, бројот на умрените не загрижува. И тој број треба да видиме дали е реален и дали можеме да го намалиме. Дали можеме со правилно лекување, со вклучување на овие сите што ги зборувавме и мерки и кадри, би го намалиле, да ја намалиле смртност. Со доктринарни ставови од почеток, со вклучување од матични доктори, инфективни оделенија и така натаму, со историја на претходни болести, со сите мерки. За жал, еве луѓето таму мислат, односно тврдат и са тука не можеме, веројатно ќе видиме, времето ќе покаже дека во ред се справуваат добро, дека немаме висока смртност, дека мерките се добри, а конкретно мислам дека пак ќе речам, мерки со полиција, со Австралија помина зимата и они се некаде на 30-40 по милион умрени, им помина зимата. Не сме многу далеку сме со тие бројки. Да, ама ја имаме и Чешка каде што ситуацијата е алармантна таму. Да, ама они се далеку од нашава смртност. Сите тие држави се далеку од смртноста по милион жители. Значи, алармантна е, реков, замислите ние која паника ја направивме на 30, 50, на 2000, па до кога ние тие 2000... Да, ама не само ние, цел свет, тој период беше така. Па, сега видите, јас не викам дека не е така. Меѓутоа, дали некои од државите си направија своји стратегии и поминаа подобро? Значи, ние останавме на стратегијата што ја понуди Светска здравствена. Ние немаме национална државна наша стратегија. Значи, тоа е проблемот. Ние мора да се бориме. Замислите сега на 2000 беше до мај, се боревме такви мерки да не дојдеме до 2000. Грешно е, луѓе, не можете горно респираторна инфекција да запрете. Словенија ја запре, им се врати. Исто го реков 100 пати. Да. Ние да запреме сега. Еве, да се затвориме, ке немаме 2 месеци. Оној момент кој ќе се отвориме, па ке беше имаме. Примерот и со Црна Гора, беше првата земја во Европа која прогласи нула заразени од... И ке ти дојдат. Се работи за горно респираторна инфекција која нема јасна клиничка слика, која има висок процент на асимптоматски, кои можат да се разболат тие 80%, кои последниот ден пред да имаат симптоми, исто така можат да заразат. Така да со затварање, со полициски часови ние не можеме... Односно, тоа е оправдано едино ако ни се преполнат болниците. Ако не можеме да излеземе, тогаш да. Затвараме све, остануваме 2-3 недели, да олесниме на здравствениот систем, а не да спречиме болест. Да, Холандија денеска побарала помош од Германија за да ги носи болните тамо во болници, бидејќи тамо немало место. Па, не знам нивните стратегии. Мислам дека не е таа добра стратегија да го транспортирате човек по друга држава. Веројатно е полесно да се прилагода. Имаат проблем Западот. Они не работеа на превентивна медицина, не работеа на инфектологија. Мислам дека ваква една стратегија со уклучување на матични доктори, имаме голем број на доктори и не ми е јасно мене. Значи имаме луѓе што завршиле медицина, што не се запослени, што се им се нудат ковид центри, а имаме таму институт за јавно здравје каде што има многу малце доктори, каде што минимумот е 50 доктори по мои некои размислувања. Тие водат и вода, и храна, и вируси, и бактерии, и што све не водат. Значи, дајте да ги примиме тие деца, сега ни шетаат корисни и паметни деца, матичните доктори, обуки,
користење на оделенијата, користење на болници, иначе да носиме, мислам, Холандија да носи, мислам дека е многу попаметно да искористеле кадри, да увезат кадри или да искористат. Да се соочува со предизвици, рекордно зголемување, заразени на дневна основа и некои пациенти ќе бидат испратени во Германија. Знаете што, паниката прави, хаосот прави проблем. Значи, ако луѓето, видите сега за обично и вие рековте, кивнели, а може од 500 причини да кивне, одма е ковид, одма го фаќа паника, трча на специјалист, трча се тестира. Мислам дека треба да се тестираат само тие што имаат симптоми и заедно со серолошки тестови, бидејќи сега има голем процент од луѓето што се позитивни со антитела. Кога некој ќе му кажете, ти имаш антитела, си ја поминал инфекцијава, првин ќе го словите психички, он следните месеци ниту може да се разболи, ниту може да пренесе инфекции. Тој процент не е мал. Значи, и со самото тоа, нели, со на некој начин ширење на паника, луѓево се плашат и се прави хаос. Значи, нема потреба сите овие, не идат сите тешко. Колку год да ние, еве, значи, се потенцира толку. И уште не кажуваме, да, имаме 600 болни или заразени, вика. Значи, тој може да е позитивен, меѓутоа не е болен. Прашање дали е заразен или инфициран, рековме треба да има антитела. Со тоа си креваме паниката, така да луѓето и психички од обично дури се уват луѓе што имаат и цревни инфекции. Јасно, со пролив он сам мисли дека е ковид. И сето тоа се прави притисок на здравствениот систем, се прави притисок на тие малку доктори, се амортизираат и така натаму и така натаму. Професоре, постојат различни мислења како се пренесува вирусот. Може ли да објасниме што велат вашите анализи, бидејќи сигурно имате повеќе сознание? Па не. Како може едно лице да се инфицира со коронавирус? Како може да се зарази? Значи, во главном и скоро исклучително по респираторни патишта, со кивање, кашлање и така натаму, со исфрлање на тие флугелови каплички, се исфрла вирусот, меѓутоа по сите досегашни податоци не е висок индексот на контагиозност, значи тоа е колку луѓе од 100 во една просторија за 15 минути ќе се разболат. Значи тој не е висок, вирусот брзо ја губи вирулентноста, така да сите овие шпекулации со цревно, со мијање раце, носење ракавици. Што значи брзо ја губи вирулентноста? Брзо ја губи, кој ќе излезе надвор од организмот, веќе ако остане неколку минути или нема време, тој веќе не е толку вирулентен. Потоа не знаеме, значи со секоја од вирусните или бактериски инфекции си има инфективна доза. Значи не е само да се префрли вирусот, да се кај некој, тоа треба и да е во доволно количина, многу услови треба да се исполнат за да се пренесе вирусот. Значи меѓутоа факт е, најверојатно сега бидејќи притисокот е, меѓутоа можно и некоја друг причинител во исто време да ни се појави и тука ќе треба голема мудрост, голема користење на науката, користење на овие инфектолози со искуство со респираторни инфекции, бидејќи сега, реков, нормално секоја година сме имале барем по 4 епидемии со настенки. Риновирус и аденовирус и сме имале скоро секоја година или на 2 години микоплазма. Да, особено минатата школска година, зимскиот распуст, беше алармантен бројот на заразени, особено се гледаше по училиштата, бидејќи преполовени беа паралелките, токму од овие респираторни инфекции што беа присутни. Дури се полемизираше дека можеби и тогаш бил присутен SARS-CoV-19. Теоретски можно е, бидејќи сега ноември-декември имаше некаква епидемија, нејасна, и мене ми се ува и студенти, и пациенти и така натаму, каде што едните одеа како грип, па другите одеа баш некако грип, па третите одеа нешто измеѓу, што не беше типично или ова што го зборевме. Можеби затоа се школските деца не ни се разболува, и можеби затоа, да речем, една категорија на луѓе кои се постојано изложени, тоа се касиерки по маркети и така натаму, колку готони да носат маска, имаат најмалце по 1000 контакти во денот,
Они генерално не се разболуваат, тоа најверојатно се должи на антителата кои ги стекна ноември, можеби не бил ковид, можеби бил алфа, обичните коронавируси, меѓутоа ете тоа не е докажано, веројатно науката ќе треба време ќе го докаже, меѓутоа не може толку брзо. А колку не штити маската? Па добро, маската Особено не штити, ако јас носам маска, вие не носите. штити, да, штити. Штити и така, Да. ако двајцата носат сигурно повеќе штити, зависи се од маската, има разни типови на маски, некои штитат до 99%. Сигурно вие што се носат марами, платна и така натаму не штитат, меѓутоа еве по вие мерки доволно е, има многу луѓе шал ке стави и се викат и тоа нешто штити, меѓутоа доволно штитат. Штитат да ако зборуваме за инаку дека ако се носат цел ден дека ќе направат штета, да. Меѓутоа Колку е дозволено да се носи маска? сега видите тука да, тоа е веќе голем проблем. Една иста маска да се носи со денови, исто е. Да, имаме и таква ситуација Да. со оглед Па, на финансиската Скапи ситуација се на маските, населението. значи гледате бројките како излегуваат. Значи ние досега веќе имаме 3 до 4% зголемување на сиромашни. Значи во една Македонија имаме 60 до 80 илјади луѓе кои станале во овие неколку месеци сиромашни, што значи не може да си купи основните артикли за прехрана. Да не речам колку милиарди, 9 трилиона се спомнуваат, капиталот на богатите се движи, значи трилиони долари, таа не е една мала група на богати, така да маските се многу скапи и тука нели требаше да се интервенира. Како може една маска која беше 2 денара да се продава по пола евро, по 1 евро и така натаму. И тука тие институции, државни институции затаија. Значи мораше да се каже луѓе на тие фирми, ако правите профит за време на војна, вие сте ратни профитери. Нели имаше, мислам дека беше председателот Путин, таква една наредба даде на аптеките, кој ќе прави профит ќе биде затворен. Значи окей, не треба да работиш со загуба, ма да правиш ти по евро, по евро и пол за една маска која била 2 денари. Да, имаше скок на особено на тие заштитни маски, оние Ракавици, дезинфициенси, Да. лекови, но сето потоа тоа. се вратија во Па не се, не. па некој се А врати. добро, не се вратија на 2 денари, Не се вратија на 2 денари, 30 денари, но на со 20 оправдување денари. дека побарувачката е зголемена. А што правиме со вакцината, професоре? Сметате ли дека вакцината може да биде спасот за вирусов? Значи, спомнавте вакцината. Вакцината за ковид за оваа година нема да биде, а мислам дека не е решение ни за следната година, бидејќи вака како што вирусот ќе измутира. Така да таа вакцина за горно-респираторни инфекции, за коронавируси, да правиш вакцина, нема оправдување. Јас лично не го сваќам, може би грешам, не викам, меѓутоа вирус кој мутира, кој постојано мутира, кој има многу соеви, значи и да направиш вакцина, не знаеме колку време ќе штити и така натаму. Меѓутоа сега во овој период, гледате се имаме голем еден парадокс. Во овој период ние веќе требаше масовно да вакцинираме за грип, за сезонскиот грип. Се имаме вакцина, добра, докажана вакцина, која ги штити ризичните групи, ние не вакцинираме, а сега очекуваме да се појави вакцина за ковид. И да се појави вакцина за ковид, што ќе правиме со овие? До сега имавме 40, најмалци 40.000 вакцинирани, многу луѓе и сами се вакцинира, а еве го сега е веќе крај на октомври, октомври е месецот кога завршувала вакцинацијата, ние уште немаме набавено вакцини за сезонски грип. И сега знаете Мислам што дека значи? овој период, барем според најавите, овој период треба да почне вакцинирањето. Требаше да почне октомври. Да, октомври требаше да почне. Ние уште немаме, колку што јас мислам дека не е добиена. Не Да, и знам, дали немаме. ќе биде тривалентна или... Таа мора да биде по тоа што е СЗО, значи ги се пратат тие варијанти. Варијанти кои циркулирале во јужна хемисфера, во северна хемисфера ги содржат тие H1N1, значи H3N2 и од Б вирусот што циркулирал тие се 3 вируси, таа мора да биде. Меѓутоа битење производителот, квалитетот на производителот, и ако ние досега не сме набавиле, значи прашање дали ќе биде квалитетен и прашање дали ќе има да се набават, значи ние по мене, ако јас се прашав во мај месец, а јас рано кажав дека касниме со вакцините, оваа година ќе одев барем на дупло, барем 80.000 овие од ризичните групи ќе ги извакцинирав со грип. Со тоа многу ќе му олеснев на здравствениот систем. Бидејќи евидентно е дека овие ако имаме, ние можеби ќе немаме, ќе поминеме стреќно на стреќа, нели?
И тоа, ако имаме епидемија со грип, тогаш ќе видите што значи енцефалопатии, менингити, пневмонии, кога овој процент на овие ризични групи навистина ќе бидат тешки, сме ги имале, умирале и така натаму. И заедно сега со овие ковид и со другиве, тогаш навистина ќе биде многу тешко и да се најде и место. Така да навистина е голем, како да кажам, грешка, греф што тие вакцини каснат и не се набавени. Да, на почеток се споменуваше дека најризични категории се повозрастните, но таа старосна граница со тек на време почна и да се намалува. Па, сега видите, зависи самата возраст не мора да значи ништо. Меѓутоа, факт е дека и некој што е млад од било која инфекција, обична инфекција на ног, некој може да изгуби глава, нели? Тоа е, како да кажам, меѓутоа, некој може да е млад, ама да има диабет, голем е процентот, да има и други ризични, да е во ризичните групи. Нели? Не мора возраста да значи дека е он потполно здрав. Евидентно е дека најголемиот дел од овие што се нели одат асимптоматски, а од симптоматските 80% поминуваат многу лесно, како да кажам, дури како обичната настинка, поминуваат со истата клиничка слика. Професоре, ми беше задоволство за крај да резимираме од ова што досега го зборувавме. Како прво ние лично да се заштитиме, а потоа и лицата околу нас? Па, вака сега, мерките што си ги правиме за било која респираторна инфекција треба да бидат исти. Значи, најдобро е да се верува на тие мерки. Тие мерки треба да ги авторитети кои ќе ги кажат и да не бидат контрадикторни. Значи, ако некој само сеќа тегоби, добро е да остане дома. Без разлика што има обврски, да рече, чекај, јас сум сега имам тегоби, за мене не е добро, нели, треба да лежам да одмарам, не е добро и за другите. Понатаму, дури еве и мене се потсетив денес како гледав на некои слики кои ми беа мали децата, нели, кога се роди синот, јас и ќерката сме со маски, нели, сме се сликале, значи и во тие се мерки кога се било која респираторна инфекција. Значи ако имаш тегоби, не излегувај. Понатаму, кога се оди во затворено, стави маска. Кога се гледа, значи со самото тоа кој ќе видите во некој пријател и така натаму седите, носи маска, гледате дека нешто му шмрка носот и така натаму, треба да се тргнете или да се опомене. Значи тие мерки многу повеќе ќе дадат резултати отколку со наредби, со така натаму. Да, и подигнувањето на свеста, миењето на раце, видите, миењето раце е која и не треба да се споменува. Така, не требаше да е ковид за да миеме раце, инаку преку раце, мислам, носење ракавици е смешно за да се значи само може штета да се направи. Да се заштитите од респираторна инфекција со носење ракавици, не. Значи едноставно еве овие мерки се поважни, а овие мерки што се носат за колективна заштита, тоа се забрана на јавни собири и забрана на училишта. Тие се првите мерки кои има епидемии со грип. Па понатаму се оди со другите. Никогаш не се отишло, реков, дури сме имале по 100.000 заболени за месец дена, па не се отишло со вакви мерки, оти се гледа сега вкупната загуба. Ние ако продолжиме вака, толку економски ќе паднеме, да можеби ќе дојдеме за година-две да не можеме да правиме интервенции што биле секојдневие. Или да вадиме анализи, значи до толку ќе осиромаштиме да не можеме така да ќе имаме последици. Тие мерки за колективна заштита исто треба да бидат оправдани, да се знае зошто. Значи ја носим оваа мерка, луѓе, ради тоа и тоа. Значи сега не можете, вие имате полициски час до 7 сатот, па имате сознание дека некои кафичи или некои чајниджилници работат и после 7, сега ради тие неколку десетина, ај сега ќе направиме полициски час до 4 сатот. И таа мерка не наоѓа на, значи не е разумна, не наоѓа на приемна. Значи никој не сака да се разболува. Професоре, ми беше задоволство што бевте во Клик Плюс. Ви благодарам, јас извинувам, ми беше пријатно и атмосферава и студијава и благодарам на поканата. Благодарам и на вас. Вие, почитувани, останете во добро здравје и почитувајте ги оние основните мерки, прво ради вас самите и потоа ради вашите блиски, но и ради медицинските лица кои навистина со COVID-19 не само кај нас, туку и во целиот свет заслужуваат огромна почит од нас. Останете во добро здравје и пријатна вечер. Благодарам, професоре.